нив им значи тоа провладин? Кога вика, ние афирмираме политики на владата. Како они тоа го замислуваат? Бидејќи да што е интересна една Ја дискусија. не можам да зборам у нивно име, можам да кажам ја како го замислувам. Ја замислувам дека медиумот треба да има некоја идеолошка подлога. Така е. И нормално е таа идеолошка основа да се чита практично или се гледа или се слуша при изборењето. Значи да можеш да ја детектираш. Затоа што секој човек има некаква идеолошка определба. Но тоа што го збореше Јани Бојаджи, тоа е апсолутна сервилност, поставување на медиумот како партиско гласило на ВМРО ДПМН. И на нив тоа им одговара, ќе ти кажам у старт. Како у ВМРО го замишљаат тоа кога некој е провладивен? Што значи Ја тоа? контролираат апсолутно уредувачката Целосно. политика, па ние тоа сме го слушали во бомбите. Менталната матрици не е променета, па практично јас сум го кажувал тоа многу пати, Мечка го кажувал тоа многу пати, дека нашиот конфликт со ВМРО ДПМН основата беше тоа. Значи ние не можеме да премолчиме некои работи. Ние не сме спремни да ја завиткаме вистината во некоја си обланда која што можеби на Христијан Мицкоски ќе му одговара. Од таа причина ние се скаравме со ВМРО ДПМН, од таа причина јас си заминав да не работам таму, затоа што јас секогаш и кога работев таму, колегите кои што ме знаат од таму од тоа време, знаат дека јас никош не сум премолчувал. Оно што сум го мислел, сум го кажувал јавно. Имаше една ситуација 2019 година, сум кажувал внатре у штаб дека јас ќе гласам за левица. Немало нешто, не знам, да ми се закана дека ќе ми избркаат од работа, ама не било пријатно ни за нив. Например, сум дебатирал со Владко Ѓорчев милион пати. Не ме види, фино е да се дебатира. Ја не викам дека е тоа спорно да се дебатира. Проблемот е што сум бил еден од ретките што сум го правил. Тоа било проблемот. Тоа е проблем.